Добар ден и добро дојдовте во втората епизода на Огњанци шоу, каде што денес ќе збориме за храна и за на крајот епизодата ќе збориме за некои чудни правила околу светот, така да се надевам дека ќе уживате. Вака, ај за почеток да почнеме со некој јадење што лесно се прави. Вадер, Амел, Пирошки на јајца. што? Што? Пирошки со јајца имаш јаден. Добро. Добро. Според мене јави макарони убаво се прави и брзо. Океј, да. Има јајца, Но се и се што. да. Ја Само ако имаш време. па Па затоа се за брзо прави. За лесно правење, да. Фак. Уште еден супер подсеток така. Ја би кажал нудли, овој тука во кјошот, Ангелче. Пржени овие крички. Добро. Океј. Така. Например, еве, ако немате воопшто време, пак ќе сакате само да ставите некое јадење да се прави додека чекате вие, например, во микробранови или што знам. Што ви стоеле преку ноќ во замрзнувач, може, например, врап, врап со пилешко или така нешто. И само ќе оставите во микробранови ќе Можеш Што е се што брат. Можеш и ако си направил плескавици нешто кебаби денес, утре вечера го ставиш во фрижидер, да. утре само да го ставиш се За доручек, ручер и вечера само плескавици. Така. богави. А граф? Да, ќе да експлодираш брат со графот. Ваши. Веќе кам. Дај чекам. Ама ако ставате работи во замрзнувач, најдобро е да се стават пластични садови и плюс со капак, затоа што ако се стаклени садовите, може да пукнат поради ладното, освен ако земете некој. Мислам дека најдов некои си таму стаклени садови што не може да пукаат од ладно, само толку ладно колку што е по замрзнувачот. Ама не знам за тоа. Додека во фрижидер најдобро е да се ставаат работи во стаклени садови. Оти, нели, не примаат мирис како што примаат пластичните и плюс не и плюс лесно се мијат. Океј, вака. Ангелче, како би зачел ти пари ако би правил јадење? Па не би јадел. Добро и тоа е добро. Добро, мора Добро да е јадиш. 20. Еве брат, Не. гладен си, ако не јадиш, ќе умреш. Па ќе поседам нешто у двор, некои крстајици Океј. или зелка некој. Да, Ако така, јам- чекаш брат една година и Па после добро, ќе. до тоа ќе копам по континери, Добро. Не, брат, еве купуваш. Од Мгм. кај ќе купуваш, што ќе купуваш? Од продавница и Да, маркетинг. Од продавница и маркети. Дал рестор. Од К-маркет Кипер. и од Савин Бор исто е добро. Од Кипар. Од Савин Бор е многу бесплатно. Може да им кажеш на слушателите од каде е тоа Савин Бор? Во Реженичина. После Петровец, а Петровец е после Скопје. Кој денот е на Килинден? Ке имате табла, пише Петровец, после тоа гомно имате Реженичина. Да. Добро. Од влез на Реженичино немаме ние табла дека Петровец е. Дека Петровец почнува. Не, има Петровец така. Добро брат. Еве. Сакаш овоше зеленчуци. Од кај ги купуваш? Од битбата. И од Зелен пазар исто. Не, се жалам. Од Зелен пазар. Значи од пазар, така.
Не, од Не зелен пазар. научи. Да, типа. Па им не мора се од пазар, имаш канта пазар, имаш бит пазар. Од канта пазар ќе купиш јаболки. Не, ти кажам дека имаш поише пазари. Збориме за храна тема. Па добро, ти кажам дека е зелен пазар, е зелен зашо има зеленчук. Не, еј, ќе се убијам. Common sense. Common sense. Важи. Келче, немам коментар за ова. Дали нешто од вчера што сте јаделе, например, не сте го дојале, дали го јадете и следниот ден? Зависи што. Дај пример некој па. Не ти знам, кажам. месо. Еве, Месо да. добро, пржени јајца. Тоа малце. Не, до сега не сум слушнал некој да не дојади пржени јајца. Што ако не се оној кретен во кјошот. А кај ќе Добро, тој што Дај се да сме укјош. Сега размисли се за кој. Добро, за тој што е спроти мене, извини. Спротив ти на Гелче, да знаете. Да, не. Со него имам биф, онака. Извини ме, шевър ми тъм без. Scary. Галче, дали тебе ти се досадува од истата храна? Не. Good point. Окей. Аме од тебе, ти се досадува ли од истата храна? Па не ми се засадува, ама после одреден период, пример, после месец дена, 2 месеци. Што направи ти, брат? Па сега имаше еден период каде што месец дена јадев јајца само. Секој ден. Затоа. Не, имаш. Јас веќе 3 лече не јадам. Трелјеча. Зашо? Мајка ми еднаш направи 3 лече, буквално пола тепче ја изедов, само јас. И така ми се згади после тоа. Од тоа 3 лече не јадам. Па ја дизадам цело кутија јајца и некад ми се згада. Добро. Во браво е. Во браво е. Те прашав пред 1 минута дали ти може да се здосати од јадење и ти викаш не. Па да, ама нема да ми биде после убаво јадењето. Нема да ми биде досадно, ама нема да ми биде убаво. Добро, по тоа Taste. мислев. Ајде, Е, сега, извини, јас лошо го Taste. се изразив, јас лошо се изразив, извини. Како е ова грамати? Океј, коце. Знаем на јака школа. Така е. Вака, еве на пример вежбате. Добро. Совети некакви за вежбање? Мислам какви срани се тоа? Од ја вие двајца вежбате. Ја не да толку. Па, Јади јајца. Треба да вежбаш и да јадеш здраво. Колку што е битна тренирањето, толку битна е и сраната. Да. Не те сврзи една реченица, браво. Значи, без едното не можеш другото. Да. Така да се каже, попросто. Фала, мистер Obvious. Извини. Има на интернет еден калкулатор каде што може да пресмета така колку калории би било добро за вие да днес ако вежбате и ако сакате да имате повеќе мускули, има еден вебсайт на Google се вика TDEE калкулатор, значи TDEE и таму ќе си внесете како некои ваши информации и тие калории што ќе ви ги даде, ќе додадете уште 500 на тие, например еве на мене ми излезе 2400, ќе треба уште 500. So ако сакам да ја зголемам мускулната маса. И ако сакате например некој како апликација кај што може да Имам да препорачам една апликација ако сакаат за калории. Само да мислам дека се викаше Јазио. Ја Да. користам. Да, Јазио. Ја се користам, многу добра апликација. Да, ја користам една таква се вика Eat This Much, каде што ти буквално секоја јадење и колку од јадењето ти кажува колку да внесеш и исто така и макрото ти ги даваш, што е многу добро. Како например колку масти внесуваш, шејкери, се тоа. Па ова ја што користам не дава тоа. Мислам дава
колку протеини, колку масти внесуваш и колку carbs. Да, тоа. Само тие 3-4 ги покажува. А другите слабо. Дека за другите да ги покаже треба да платиш, Да нели платиш. премиум. Да, мислам добри, додуше ова и десмач е така. Буквално мислам дека тоа е од сегментот на брзинка. Немаме да се премногу време за епизодава, извинете. Така да може многу Следна да епизода повеќе ќе биде. Со надеж. Океј. Имате нешто друго да додадете за храна Не. и така нешто? Добро, ајде. Па ако прашаш кимом, ако Па така добро, не. немам некои други прашања. Имаш ти нешто прашање или? Не. Добро тогаш. Океј, следува сегментот. Што твојата храна, што твојата омилена храна вели за тебе? Океј, значи вака. Можеби ќе се пронајдете, ако не се пронајдете во листава, чудни сте. Не, се шалам, не сте чудни, ама буквално овие ми текна, овие ги запишав. Не дека се мислам не дека се точни, ама А зашто ги криеш ти од твојот телефон? оти така за да добиам твојата реакција, господине. Океј, вака. Ако пица ти е омилено јадење, немаш ниту една оригинална мисла, биди реален, буквално сите сакаат пица, ама ако тебе ти е омилено, стварно немаш оригинални мисли. Ако салата ти е омилено јадење, лажеш, пред пола сат сигурно си јадел кебапи. Значи, Get a Па fucking добро, life. да може јадел кебапи, пак салатата му обмилен. Салата, краставици, патлиџани и сирење на љубава. добро, ама Ама не може само да ги комбинира. што? Па не сте гледале, има луѓе што комбинираат салата и мелено месо. И Ќе стават, ќе испрашат таму и ќе смешаат. За Па- повеќе па да, протеин. па не, па ја така правам. Оти е Па тоа е. вкусно. Ја јадам Со сала, пилешко. например, салата ми е едно од омилените. А не ми е омилен, ама е едно од омилените. Цезар, она, као викаат. Не, Да. Цезар е најдобра салата. Океј. А што е разлика од Цезар и Шопска? Цезар има пилешко. И А става Нема. Па нема шопска пилешко. Зошто? Затоа што нема, од кај да знам јас зошто нема пилешко, брат, така се прави. Сега ќе кажеш зошто ајвар, брат, нема вакво, нема јаболка. Па зошто нема? Добро, брат, ајде. Ако чоколадо... Како? Голем рамазон. Океј. Ако чоколадо ви е омилено јадење, емоционално нестабилни, затоа јадете многу шеќер. Ако бурек ви е омилено јадење, ќе се нервирате ако... Имате голем кур. Така е у Балкан. Океј. Ако бурек ви е омилено јадење, се нервирате ако некој бурекот го нарече пита, ако пита ви е најомилено јадење, тогаш ќе се лутите ако некој ја нарече питата бурек. Мислам, не знам зошто. Ако пилешки прсти ви се омилени, тогаш од 8 деление не сте израснале. Ако нудли ви е омилено јадење, мислете дека сте мейн карактер. Не Why all сте. the hate, bro? Сиđu mi se, ono hej. Секој Онака. свој тест има, бре. Да, Не можеш да џаџаш некој. па не. Па нудлите немаат вкус, искрено. Што? Па немаат вкус нудлите. Какви нудли си правил ти за вкус да нема? Па немаат, брат. Ако не ги там кетчап или мајонез, немаат вкус. Јадеш кетчап и мајонез со нудли. Да. Зашо? Па што и шпагети се дадат со кетчап и мајонез. Ама не нудли. Зашто? Оти нудли се, брат. Имаат различен вкус од шпагети. Мене исто ми имаат. Мислам и немаат, ама шпагетите ми имаат вкус. А нудлите немаат. Океј. Ако јадеш нудли си лузер. Матеј, ова е за тебе, Матеј. Некој хейт према Матеј. Што Матеј сака нудли? Да, Матеј често ги прави. Океј, добро да се знае, сега за тоа ќе му јадам гомна. Лака.
Ако ајвар ви е омилено јадење, легенда сте. Ако Сега, зашто си легенд? Оти сакате ајвар. Па добро, може Извини, сакам пинџор. Зашто за тоа не сум легенд? Добро и за тоа си легенда, ајде. Ако сладолед ви е омилено јадење, психопат сте. Мислам, да. Што? Ако помфрит ви е омилено јадење, тогаш вие сте центар на внимание. Јеј. Амел, Ангелче, се пронајдовте во листата. Мене омилено јадење ми е лубеница. Искрено, добар одговор. Добар одговор. Се согласувам И со што тоа. вика лубеницата за мен? Така не смислив. Гомна. Добро. Окей, Не е баш мислам. добра, мај. А има и уште пржени јајца. Ако пржени јајца ви се омилена храна, тогаш буквално најверојатно сте станале пред 2 минути и сте се откажале веќе на живот, така да, мислам од животот, така да. Што имаш ти Добро против за вас. јајца? Зошто волкав хейт према мене? А зашто имаш јајца? За Не, тебе ој да зашто ти си против јајца? Добро са. Абе, немам ништо, немам А што ако ги направам со салама нешто? пржени јајца се. Што ако направам? Да, А чекај, само. што ако направам пршен јајца со ајвар? Тоа што ме прави? Ако јадам ајвар сум легенда, ако јадам пршен јајца сум basic as boring loser. Сега, Ти си вака си легенда, легенда што се откажа од животот. Ето така. мид. Мид. Окей. Иначе не ги мразам ниту еден од јадења, сите јадења се овие тука баш онака вкусни. Следуваат чудни комбинации на храна. Еднаш јадев пржени печурки со млеко и се усрав после. Ама беше убаво. И исто крем со чипса исто многу убаво, солено со благо убаво. И Бога ми сум пробал Да. така супер. Окей, и еднаш исто јадев плазма и мајонез, тоа е исто убаво. плазма со мајонез. Да. Земаш една парче плазма, на него сипаш мајонез и со едно друго направиш као оној сладолед што е сендвич. Ама некои чудни комбинации. Па има крставици со кикирики пудер. Тоа сум го слушнал. Да, тоа е некако и pregnancy cravings на многу. Тоа? Да. Знам така што вика Аха. жените. Добро, извини, Ангелче. О, Мгм. Добро и покажи. Туку. И некој друг или само тоа? Па имам други, ама ајде да ви Ајде, дадем ајде. и на ваш шанса. Добро, овој дека тука е на листа неколку. И една комбинација што не знам колку е чудна, сум вишол и дека некои други ја јадат, јогурт со смоки, не знам зашто брат, превкусно е. И банана со кетчап. Банана со кетчап е добро. Мислам, тоа не сум го вишол никој друг да го јаде. Банана со кетчап ми е добро јадење. Мислам не дека би го јадел секој ден, ама сепак не е до толку лошо да се јас да гледав еден јутубер, јадеш и си исплюка, викаш че не бил убаво. Банана со кетчап. Да. Па добро, сега, мислам, затоа се овие чудни комбинации, на некој му се вкусни, на некој не. Некој викаат, се јаделе лубеница со сирење и леп, така? Не, Не? не. 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 Мислам сум слушнал, ама не сум пробал. Ау, вие многу промашувате, луѓе. Ау. Не, Не. јас, тоа дефинитивно ми е едно од најомилените јадења, буквално од вчера јадев. А сте пробале ова лубеница со мед? Не. Сум слушнал дека луѓе го сакаат, ама не сум пробал. Не сум нешто Јас би сакал да пробам. Океј, и тоа е крајот на третиот сегмент. Сега четвртиот сегмент е дали би. Значи
Значи прв, дали би биле спортски шампион или меморијски шампион? Или меморичан шампион, како се? Мемориче. Ангелче? Спорт си, у кој свакам спорт? Па валјда тоа. Па за спорт биле 59%, додека за меморичен шампион 41%. Чекај. Меморичен се спаѓа како некој спорт А, или буквално да Па си мислам дека у предобро првата во- епизода зборевме за тоа, како да, некој спорт каде што меморизираш работи и после како Може мисли како шампион ќе ти биде памтен како меморизиран. не тоа. Не. Како ти даваат пример книга и ти ја читаш, ја памтиш се, после ти идеш на Да. турнир и таму се такмичуваш со други. Знаеш, например, Гелче пола сат, како за да научите за некоја тема што од сите надпреварувачи не знаат. И тоа како не мога да ќе запамте. Па искам Да, спорт. спортски. Исто спортски. Ајде, Фрлање копле искам. окей. Кажеш ти? Ајде. Дали би прнал у јавност или би дригнал у јавност? Па Пресањам. јас повеќе пати сум направил ова, затоа би прегнал повеќе. Искрено боја прнам, така е помала шанса да ме слушна. Не дека помош шансата. Јас 100 пати сум го направил тоа. Не само јас, сигурно сите. И тие што гледаат сигурно. Кога ќе дригаш, може да те видат дека ќе дригаш, кога ќе прнеш, кој ќе те види? Само ќе Окей. мириса. Освен ако ги нема оние наочари, кога имаше видео, ако има наочари, може да видиш дали прди човек. Инфраред. Е, тоа. камера. Да. Искрено, 75% луѓе би ждригнале, а 25% би прднале. Добро, секој различно размисла. Моите се глупи луѓе, видиш? Не, многу зависи на кој интензитет е тоа. Не знам кој може да се волку неписме, ама стварно се глупи. Добро, Ако окей, ако ждригнеш, ќе те видат, брат, ако прнеш, нема да те види, брат. Ако ждригнеш, повеќе ќе те гледаат. Добро. Како може да си толку глуп? Ајде, Добро, зашто си толку напнат со ова? Бате. тоа е хајп. Окей. Дали би тоест дали никогаш не би го изгубиле телефонот или клучевите? Никош да не го изгубам. Телефонот или клучевите? Какви клучеви? Од домот. Тоест не, било какви клучеви, било какви клучеви. Па сега. И што се Да. смееш ти? А што го чувам Телефонот. телефонот на фиока, а фиоката се одлучува со клучот кога сум го изгубил. Аз сум кажам одбор да не го изгубам телефонот. Зошто би го заклучил телефонот во фиока и Ето, кажи не ми знам. тоа? Што ако телефонот си го оставиш дома и заклучиш. Те скршам прозор, ќе Не, заклучиш дома да си го заклучиш и ти идеш до супермаркет, кога гледаш телефонот ти е тука. И си ги изгубил клучевите. Што тогаш? Ќе го Па скршам добро, барем, прозор. знаеш дека таму ти е телефонот. Ама не можеш да отклучиш. Ќе скршам Да, и што прозор. ако ги имаш клучевите, ако не знаеш кај ти е телефонот? Тоест Можам добро да можеш спијам. да побереш Е, што па е и- дома. Тогаш ја би телефонот да не го изгубам. Ја би да не го изгубам телефонот, зашто сега немам клучеви. И добро исто ја врска, брат. Тоа со тоа. Да, ја никош не би го изгубил телефонот, ако сум спрема клучевите. 65% од луѓе кажале дека не би го изгубиле никош телефонот, а 35% кажале, мислам, никогаш не би сакал да ги изгубат клучевите. Сега мој ред, дали би живееле во училиште или дали би живееле во парк за деца? Училиште. За во школа одбране 51%, додека за парк за деца 24%. Чекај, што? Колку за во? Не, грешка. Извини. За во школа 76%, додека за во парк за деца 24%. Добро, ја мислев 51% во
во училище. Това е Не, некаква логика. грешка. Да, добро, добро. Се збуним со нешто друго. Добро, има логика. Добро, овие 24%. Кај ќе живеат, брат? На отворено, во училище си барем си внатре. Ќе почнем да врне, кај ќе се скриеш на детско Под игралиште? дрво. Или под ликовец. Или под маса. Добро, да, ама моце доđi, бидејќи парк за деца е пак. А ти, пример, си голем, Ти можеш да просиш. надо Школа се кај да наезе, homeless, Дем, окей. моце доđi звучи. Ангелче, твоето прашање? Дали би се удавил у океан или би изгорел у лава? Па, Ја би изгорел во лава, реално. исто. Искрено болje да се фрлам у лава, барем нема се мачам толку. Да, не, тоа мене ми е... Ја така размислував. И? Процентот? 53% би се удавиле до смрт у океан, значи 37 би изгореле до смрт у лава. Па... Тие сме глупи, брат, 53%. Искрено, баш неписмени. Окей. Вака. Ама вода барем може да ја пиеш. Ама може да ти искочи се и се што. И што ќе направиш, брат, ако ја пиеш водата? Не е обична вода, солена вода. Ако да. Што немаш едно сол? Добро, Ангелче, добро, се извинувам. Вака. Дали... Окей, ама виж ова, во океанот имаш риби. Можеш да јадеш. Да, дека ще давиш, брат. Окей, вака. Дали би ја споделиле цела галерија со фамилијата или никогаш да не би користеле телефон? Па Галеријата, ја немам ништо галерија. Сега ако за себе рачунаме, јас немам ништо да крием од фамилијата моја, така да галеријата. Ја немам ништо да У кријам. галерија имам Галерија. брат само мимови некои, ама моите не разбираат англиски, така да нема да разберат. Да, моите разбираат англиски и моите сите мимови што ми се во телефон се онака да ја боли као. Такво срање имам во галеријава, тоа не е нормално. Ама, Да се немам ништо у галерија. Дали имам 30 слики. да, последното видео ми е како луѓе кршат базен. Вака, тројца дебели се фрлат во базен и го кршат базенот. Така да, и ајде, цела галерија, и ја би одбрал да споделам цела И галерија ја. со фамилијата. Тоа го одбрале 76% од луѓето, а 24% одбрале никогаш да не користиш телефон. Па ако никогаш не користиш телефон, нема да имаш после галерија. Океј, генije, брат. Добро, стварно немам коментар за ова. Ајде, ама... И пола сат. Дали би секогаш да биде лето или секогаш да биде зима? Ако беше да кажеш лето, Како? ако е секогаш лето, ти има комар ти стана. И муви. Ако стана зима, Не може да има. да, ама Нема да можеш да во играм езеро фудбал. да се бавиш. Можеш во зима да играш фудбал. Па добро, ама ладно ќе биде. Да. Ке смрзнам како куче, бе. Ти ќе немаш Ама, лубеница, да. И Одговорите? ја би кажал лето. Гилча? Па лето искрено. Шо? Лето. Лето. Па за лето одбрале 53%, додека за зима 47%. Океј. Тие што доле за лето се глупи. Не, мислев дека зима би имало повеќе. Буквално ова како да живееш, не знам, да направим нека споредба во Африка или во, не знам, Исланд. Не знам. Побољи у Исланд. Бар нема да му убијат терористи. Не е тоа. Не е тоа прашањето, брат. Добро, ајде. Прашувај. Ти. Аха. Чекај. Дали би видел кој те сака или би видел кој те мрази? Као see who actually loves you, see who hates you. Би одбрал да видам кој ме сака. Исто. Ето. И? Колку Кажи проценти? процентот, бе. Ја би бе, видел брат кој ме мрази за да го убијам. Добро. Бога ми и ја. Не, кој ме сака уствари. Добро и Би чекал. процентот.
72%? 72% кои те сака, 28% кои те мрази. Окей, добро, да. Ова в последното прашање. Дали би го знаеле секој детал од соништата или никогаш да немате ноќна мора? Секој детал од соништата. Ја тоа би го одбрал. Па и ја. Ако немам ноќна мора, после нема да можам кој она, како го на lucid dreaming. Lucid Е, Dreams. Мора да имаш ноќна мора за Lucid Dream да имаш. Не, ама ако имам ноќна мора, имам и lucid dreaming правам, можам да го силувам тој што пробал да ме убие. Добро, брат. Добро, 64%. Следен пат да помисли друг, ќе па мене да ме убие. Гомна, бе. 64. Да знаеш со кој се занимава. Добро, добро, сад. Да Ајде. знае кој се. Сватив беше сакаш. Добро. Ќе види дали ќе забрате после. Ајде, не може да го кажам процентот те пате. At this point, bro, we're dragging it. Стварно. Имаш уште нешто од плуќата да... Не. Добро, доста. И 64% од луѓето кажале дека сакале дека би сакале да си ги знаат секој детал од соништата. Колку? 64%. Па добро. Тоа е од сегментот дали А би... тие што не сакале? 36. Да, Да. 36. Фала ти за математиката, љубите брат. Одиме на следниот сегмент. Што е чудни закони околу светот. Вака, имам ја три. Првиот е дека прави ракувањето со лосос во сомнителни околности нелегално. Глуп закон. Мислам, стварно. Кој би носел лосос, тоест, кој би ракувал со лосос во сомнителни околности? Амел? Амел? Мојот закон е, мислам, јас најдов, во Португалија е легално да се врши нужда во океан. Окей. Добро, да се не е баш до толку чудено. Окей. Ангелче? Што? Ти кој чуден закон си? У Афганистан знаеш што е шах? Не брат, не знам што е шах. У Афганистан забранет е шахот, зашто као крилицата е појака од кралот и зашто као не смее да биде појака, го забраниле. И сега не смееш да играш шах во Афганистан. Да, затоа таму не се паметни луѓето. Да, тие, знаеш колку се јаки таму. Да, брата, паметни се. Па да. Добро, ајде, продолжи. Некам hear it discussion. Во Австралија е забрането да менуваш светло во соба, мислам во сијалица во соба, без да имаш лиценца за електричар. Значи сега ја не можам да се качам на скала да го одвртам светло. Па ти во Австралија ли живееш? Ако би живеле во Австралија, брат, добро. А кој ќе ме види? Кој ќе ме види? Ајде да ги види. Во право, човек, кој ќе ме види? Во право е, не знам зашто го воведе законот. Стварно мене не Да ми се е јасно. почитува. А сега, ја да кажам, во Шпанија е илегално да се градат кули од песок. Зошто? Негде читав као ја уништувале плажата и тоа као на нив се љутеле за тоа тие као се љутеле. Баш имаат уште колку песок што сакаат на плажата. Па добро. Але нема малце песок да им уништи цела Не личи плажа. кул. Не личи кул, добро. Имам уште едно правило, каде што во Швајцарија не смеат да пуштаат вода во шолјата во ВЦ, затоа што го нарушувал она како не затоа што е вечер и затоа што треба да биде тивко. Сега гласно го прават тоа. Замисли брат, ти Не се знам. присери у 11 и не можеш да сереш брат. Не, ја секоја вечер, буквално околу 2 или 3 сат, станам да мочам. Брат, ти стаја некој рици на брат у водата.
Те пази дека скорпиона боли, брат. Не можеш да сереш, брат. Треба да идеш надвор. Окей, брат. Имаш ли некој правило, Ангелче? У Сингапур не сме да се джвака мастик. Да, тоа е некултурно. Окей, тоа е прилика тоа за овој сегмент. Тоест имаме само на крај само вака за да кажеме некои случаи во Македонија и во Скопје. Окей, не знам колку вие двајца знаете, ама Мицкоски сака да воведе закон за тие што не се мажете и не се женете да плаќаат поголем данок. Зошто, бре? Затоа што Македонија треба деца. Брат, гледаш дека цела младина иде во странство. Да, и што додаваш пред данок, тоа нема да помогне. И што толку ќе сисала. Па тоа викам. Евентуално ако сакат да натират луѓе да имат деца, треба да им даваат на нив пари, не да им ги земаат парите. Па не знам колку знаете, имаше сега прескоро даваат по колку 100.000 денари на пар до 30 години мислам, маж и жена, да одат во селата да се преселат таму земјоделие да работат. Да, тоа. Ама ако сакаш да останеш во град, брат, дај им пари, знам дека во некои држави, во Швајцарија, брат, не во Швајцарија, извини, во Шведска мислам дека им даваат на луѓето што се, брат, мислам на родители кои што имаат деца до 10 години, мислам дека Помош. пари, даваат пари, да, мислам, и така ги тераш луѓето да останат во државата. Мислам, добро, можеби швеѓарните не, ама имигранти дефинитивно да. Исто така, друга случка е дека пациент претепал чувар во поликлиника Драчево. Кој е гнас? Бајач од Трубарево измамил брачен пар од Берово за 400.000 евра. Им велел дека истерува магија од нивниот син. Зошто? То Да, точно така. Кокал, Иначе сорс сакам да кажам за слободиум. Слободумни. какава интелигенција треба да имаш, брат, тоа да го поверуваш. 400.000 евра! Што можам ја со 400.000 евра да купам? Едно 200.000 хамбургери. Тоа што 400.000 евра, брат. Добри, колку време му верувал да пишу? сега не знам според вера што како, ама ако се христијани што не отишле у црква, брат, што? 400.000 евра се многу пари. Од кај ги нашле парите воопшто? Тоест добро, тоа не е битно, ама сепак, брат. Океј, тоа беше тоа од епизодава, мислам, стварно досадна епизода и кратка. Мислам, сепак се надевам дека уживавте. И така, ќе се видиме следна епизода. Чао!